представници на медиумите, би сакал дел од проектите кои се реализирани во општина Радовиш и кои што треба да бидат реализирани во наредниот период да ги набројам. Реализирани проекти во 2009 година се во делот на образованието се работеше околу реконструкција на стари простори во Основното училиште Никола Карев преку програмата ПЕП, односно поддржана од УСАИД. Исто така изградба на физкултурна сала во село Ораовица, потоа дел од канализационите системи во село Ињево, Војславци, Калуѓерица и Јаргулица во прва фаза, односно ќе продолжи со доизградба во втора фаза. Асфалтирани се повеќе улици во градот, и тоа 13.000 метри квадратни, потоа уредување на дел од тротоарите улица 8 септември и улица Партизанска, па набавка на контењери и друга опрема за јавната чистоќа и така натаму. Исто така реализирани проекти во делот на енергетската ефикасност преку ГЕФ програмата, реконструкција на детските градинки, и тоа имаме свечена промоција на 22 март, кога дадени во свечена употреба. Исто така реализирани проекти се готвување на туристички карти, водичи и брошури за туристичката понуда на општина Радовиш. Потоа, добро е да се спомне дека Радовиш беше град на културата во 2009 година, кога имаше манифестации и ќе биде запаметена таа година по манифестации од областа на културата. Исто така изградба на физкултурно фудбалско игралиште, кој проект е реализиран. Потоа, многу важен проект е отворен електротехничкиот факултет во Радовиш со запишани од 150 студенти. Завршен е локалниот пат Радовиш-Парналија во должина од 3 километри. Се очекува свечено пуштање овие денови. Исто така воведување на собирањето на комуналниот смет во градот и околните населени места, кои е во фаза на реализација. Исто така регулација и пошумување на повеќе речни корита, тоа е Сушица, Ступница и Оравичка река, и многу важен што во фаза на предреализација е на заедници на тема водовод и канализација финансиран по СДЦ, односно Швајцарската развојна агенција. Исто така со меѓуопштинската соработка помеѓу Радовиш и Конче во моментот се реализира за даноци проект кој што е финансиран од страна на UNDP и секако општините Радовиш и Конче. Се очекува од тој проект да биде подобрување и изголемување на добивање средства од локални даноци и такси скоро за 3 пати повеќе. Еден од многу важните проекти е во завршна фаза на реализација е еколошкиот проект со управувањето со загадување од рудникот Бучим, проект кој е финансиран од холандската влада и UNDP со средства од 1,5 милион евра и околу евра од страна на рудникот Бучим. Исто така енергетска ефикасност за улично осветлување, посебно на оние патувачи во градот по одредени улици, кој е во фаза проектирање и во фаза на реализација со промена светилки за да се добие поголема економичност. Исто така изградба нова училишна зграда во продолжение на старата училишна зграда на Основното училиште Никола Карев. Доизградба и реновирање на објектот во кој ќе се смести и новото возило кое што го очекуваме да пристигне од Велика Британија, значи ново противпожарно возило. Реновирање на паркот на младите кој што е во завршна фаза. Исто така во фаза на планирање и реализација и изготвување со ажурирање на технички детски подлоги за измена и дополнување на генералниот урбанистички план во општина Радовиш усогласен деталните урбанистички планови. Уредување на слободен паркинг простор на повеќе локации во нашиот град. Исто така отпочнување на доизградба на училишната зграда во село Злеово, кое што проект ќе отпочне да се реализира
од 2010 година ќе заврши во 2011 година. Тога и свечено ќе се пушти тоа училиште во употреба. Енергетска ефикасност на зградата на општина Радовиш со промена на прозорци и врати, што ќе се добие поголема економичност. Асфалтирање на повеќе локални патишта и реконструкција со ревитализација, кој што проект очекуваме да отпочне 2010-2011 година, кога треба да се рехабилитираат повеќе локални патишта во нашиот град преку Министерството за транспорт и врски, односно Агенцијата за патишта, кој е поддржан од Светска банка, каде што имаме поднесено ревидирани, очекуваме во втора или трета фаза да се реализира. Реконструкција на музичко училиште, кој што проект е поддржан од германската амбасада, тој проект очекуваме така да биде отпочнат во 2010 година, тоа училиште заврши. На тениско игралиште и повеќе мултинаменски игралишта на повеќе локации во нашиот град. Исто така изградба на мост на река Сушица, средства од Владата Република Македонија, но и со финансирање на општина Радовиш. Изработка на основен за гасификација на нашиот град, кој што треба да оди фази. Во прва фаза ќе оди индустријскиот комплекс, а во втора фаза ќе оди и приватното домување. Голем проект кој што треба да се реализира преку КФВ банка со промена на салонитните цевки во градот. Проект е веќе навлезен во втора фаза, во која очекуваме да биде и ефектуирана, односно на терен се почне да се работи, значи тоа треба да се случи во втората половина на 2010 година. Изградба на резервоар за вода за пиење во селата Аликоџалија, кој што проект е завршен и е пред свечено пуштање во употреба. Обезбедени се за промена на дел од салонитните цевки преку за води на поодредени критични места во нашиот град и исто така формирање на индустријска зона. Тој проект се работи во Министерството за транспорт и врски и реализација на нов урбанички план за нова економска зона од 60 хектари. Отпочнување на изградба на мала хидроцентрала на Оравичка река со поддршка на Министерството за економија. Договорот е склучен со австријска компанија. И еден од капитални проекти кои што во општина Радовиш треба да се реализира, тоа е транспортскиот центар град, за кој што веќе се подготвува тендерска понуда и отпочнување на изградба на градски пазар со трговски деловен комплекс. Формирана е комисија за подготовка на сите активности и ќе се објави тендер за заинтересирани домашни и странски компании. Во оваа прилика се кажам дека охрабрува фактот да многу домашни компании веќе се заинтересирани за изградба на тој во Радовиш, кој што е од исклучително важност.